Здраво, јас сум Раде. Ова е Зина, женка од расата белгиски овчар малиноа, работна линија. Бидејќи се здрава раса пред се, немаат генетски проблеми, особено дисплазии тие работи се уште. Потоа се многу активни, желни за работа, ми треба друштво некојаш за на планина и сакам да работам со кучиња, така да мислам дека затоа највеќе ми одговараше расата. Истражував доста пред да ја земам, бидејќи ова ми е втора малиноа. Читав на интернет дека е многу активна, па дури имав контакт неколку пати со луѓе што чуваат и се уверив дека стварно се многу активни. Меѓутоа, ако ги научите добро, дома можат да бидат многу окей. Па информации за расата добив претежно на интернет, па исто така барав и легла на интернет, за жал кај нас немаше нешто што ми беше мене по кеф, па ја земавме од Србија. Се консултирав и се видов со луѓе што чуваа и видов како изгледа расава во живо, значи нивната енергија, работата, стварно се хиперактивни, не е тоа само клише. Меѓутоа, најдобро е, јас препорачувам сите да си видат во живо пред да земат куче, да се уверат. Друго е на хартија, друго е во живо. Па одлучив од кого да купам. Првенствено во Македонија немаше легло, има многу без педигре и не ги потценувам, меѓутоа квалитетот што го продаваа не беше на некој ниво. Најдов неколку легла во Србија и стапив во контакт, ги видов кутрињата, пред се ги видов родителите, ги видов педигрињата и друго и односот ми беше важен на дечките што продаваат. Ден денеска сме во контакт со одгледувачицата Blueberry, многу коректен е Страхиња, така да продолжуваме соработка со него и понатаму. Куче не се купува одма, по мене. Значи се чека, прво се избира од кого ќе земете. Знаете која комбинација ќе се пари, па после тоа се чека, па и по една година се чека. Зина конкретна беше родена, имаше слики, не знам, месец и пол, два, а ја земавме на 3 месеци, значи ја чекавме едно месец и пол сигурно. Од леглото ја избравме Зина по слика. Значи, бидејќи тоа кај Нови Сад, не можевме да отидеме до таму, односно беше далеку, и ја одбравме на слика. Значи, темпераментот не можеше да се види, беше многу мала, месец и пол. Меѓутоа имаше некои сугестии од гледувачот, така да му верувавме и ја избравме така. Одлуката за машко и женско падна дека ќе биде женско, затоа што чувам женски кучиња. Разликата е голема. Мажјаците прво едно нешто што ми смета, што нонстоп мислат на парење, освен кога се кастрирани. А кај женките го нема тој проблем, има проблем 2 пати во годината по една недела. Значи посмирени се, територијални се, приврзани се за домот, за фамилијата, а мене тоа ми беше приоритет. И затоа падна одлука на женско куче. Кога ја купивме, добивме сите потребни документи за да ја увеземе во Македонија. Значи, пасош, вакцини, прочистена од глисти, педигрето ни го дадаа одма, беше со фул документација. Пресудно беше да изберем, за мене беше здравието. Значи, релативно здрава раса се, многу активна раса,
немаат проблем со влакно, значи нема потреба толку од груминзи, сами ја средуваме, не се пребирливи за храна, меѓутоа имаат бесконачна енергија со која што треба човек да има искуство и да знае да се справи. Па сум чувал јас повеќе раси, меѓутоа останав на малиноа и мислам дека за сега најмногу ми одговара карактерно и на темперамент и на начинот на живот. Захтевна е, бара голем двор. Луда, пред се, позитивно, хиперактивна и одличен чувар. Според мене, малиноата е најдобар чувар од кучињата, зборам против човек. Она е научена да лае доколку има некој. Знаат да бидат нервозни доколку не се истрошени, доколку имаат вишок енергија и ментално не се стимулирани, значи не е куче кој што сака да биде врзано. Сака да е со човекот, сака интеракција, сака да му се посветите. Ако го направите се тоа и го третирате секој ден, да речем, бидете со него, мислам дека ќе имате најдобар чувар и најприврзан пријател до крај на животот. Се бара шетање, така да, и кога била мала и сега, она е на 3,5 години, бара, пример, еднашка во неделата добро шетање по 15-20 километри пешачење. Незе не е проблем и секој ден, меѓутоа немаме толку време, така да прошетки 10 дневно по 2 пати по 20 минути, пола сат. Меѓутоа не е само прошетката, ако се базираме на физичка активност, ништо не сме постигнали. Она сака да работи, она сака цело време да ја ангажирате нешто да работи за вас, само тогаш може да ја уморите и ментално и физички. Работам со незе сега во моментов малку послабо, претходно кога спремавме работен испит. Повеќе има положено БХ и ИГП, еден, работни испити, така да си треба дневно, барем пола сат ментална стимулација, она би била најсрекна куче на светот. Со деца е растена дома, перфектна е, значи многу е стабилна. Моите деца цело време се грижат за незе, дури они ја ставаат во бокс, ја пуштаат од бокс, си даваат и јадење понекогаш. Така да сум многу задоволен како е порасната, каков примерок стана. А со други кучиња не е агресивна, доминантна е, не дозволува нема да се покори, меѓутоа не е агресивна да брка други кучиња, да прави некои борби така натаму, него е стабилна. Сака да доминира, факт, не дозволува никој да ја потчини, меѓутоа е окей. Здравствени проблеми сме немале, реално. Исклучително здрава раса се, не им смета ладно, не им смета топло, издржливи се, така да не сме имале некои проблеми здравствени. Крзното лесно им се одржува, на исхраната реално не внимаваме нешто драстично, гледаме да ја даваме добра храна, меѓутоа не обрнуваме многу внимание на тоа. Највеќе обрнуваме внимание на тренингот, на спремање работни испити, тоа ни е приоритет. Некогаш и спремаме за јадење, порано повеќе, сега повеќе сме на сува храна, комбинирано со наше спремено за незе. Меѓутоа порано бевме исклучиво со готвена храна, а сега сме комбинирано. Крвното го негуваме сами и мислам дека многу влие генетиката тука, затоа што реално го негуваме малку, на грумер ја носиме само кога треба, пример пред изложба нешто. Иначе вака по 2 пати во годината, 3 ако ја избањаме, чешуваме исто кога се митари, бидејќи ја чуваме надвор така да влакна не смета. И крзното е вака покажување и на други луѓе дека е одлично, ама јас мислам дека многу влијае генетиката за тоа. 2 пати годишно се митари, има влакна, факт е тоа, меѓутоа со чешел од типот на фурминатор излегува под влакното, така да нема некои проблеми, не мириса. Освен нели кога ќе врне дожд па се осеќа некој мирис, иначе вака не мириса. А за куче кое што е чувано надвор, стварно е буквално раса, мислам, препорачлива, бидејќи не мора многу да се замарате околу крзното. Ја чуваме надвор, така да ја пуштаме некогаш дома, меѓутоа повеќето од времето е надвор и реално е посрекна надвор.
Ја оставаме сама, да, кога сме на работа. Значи минимум 8-9 сати, 10 сати, зависи како ќе се погоди. Така да нема проблем со сама, меѓутоа е научена да биде сама. Од мала си има сопствено место кај што спие нејзина куќарка, отпорна е ладно топло, не и смета, така да не треба да се грижиме за тоа. Буквално издржливо куче. Не ја облекуваме, јас не го поддржувам тоа. Поготово за оваа раса, мислам, они се двојни полициски кучиња, не случајно се земени од полиција и од војска, затоа што се издржливи, затоа што не сакаат такви работи, доволно им е ментална стимулација, храна и нема проблем, нема потреба облека и ништо друго. Учествувавме на изложби, земавме тоа што требаше да земеме, меѓутоа кај нив приоритет не се изложбите. Приоритет се работните испити, така да повеќе фокусот е на работни испити отколку на изложби. Имавме легло пред 1,5 година. Ја паревме со Дуке од Дачевски. Тој е 8 во свет на светско првенство во ИГП. И мажјакот беше 9 години кога ја паревме, имавме принова од 15 кутриња, сите живи и здрави, особено сум горд на тоа. Сите се во добри раце. Така да планираме да ја париме, ама нека остане тајна, ќе биде, ако биде се како што треба годинава. За да ја потврдиме нејзината состојба, добра здравствена состојба и за да не бидеме безгрижни кога ќе имаме легла, направивме снимање на лакти и колкови, hip dysplasia и elbow dysplasia, резултатите се одлични, најдобро што може, HDA-1 0, така да тоа е некоја гаранција по мене дека нема да се појават тие болести како дисплазија и слично на следните поколенија. И би инсистирал и луѓето, да, трошок е факт, меѓутоа да ни е мир на главата за следните легла. Сите предци имаат направено снимања на лакти, колкови, спондилоза, бидејќи предците се сите од странство, така да кај во Европа и на запад малце се посвесни за таа работа, а и државата ги обврзува. Би ја препорачал прво на луѓе што веќе чувале кучиња и веќе нешто знаат, а не би ја препорачал на луѓе кои што има прва куќа па виделе нешто на YouTube и сакаат да земат. Друго би ја препорачал на луѓе кои што имаат време за куќето, не е куќе кој што сака да седи нон-стоп само. И другите раси исто, меѓутоа кај нив е многу изразено. Приврзани се за газдите, сакаат да бидат со нив, сакаат истрчување, сакаат ментални вежби, тренинзи, дресура, сакаат да бидат со вас, ако сте активни, поготово ако идете по планини или долги прошетки, препорачувам ќе имате најбољи другар. Па за омилена раса сега во моментов, реално, мислам дека нема да го сменам тоа мислење, малинуата. Пред се карактерно, физички има и поубави раси, тоа не е спорно, меѓутоа карактерно за мене мислам дека нема подобро. За мојот темперамент и за начинот на живот и за фамилија и така.